Поздрав екипа, добре дојавте во епизода 26. Денес ќе зборуваме за трейдинг емоции и стравот во трейдингот. Најголемиот непријател во трейдинг не е маркетот, не е ни брокерот, ниту пак стратегијата. Најголемиот непријател е нашата емоција. 95% од трейдерите не губат поради лош сетап, поради лоша стратегија или поради некаква неспремност. Тие губат поради следниве работи. Губат бидејќи имаат чувство на страв. Губат бидејќи прават освета на маркетот. Губат бидејќи зголемуваат ризик. Губат затоа што се наоѓаат во заблуда. Сето тоа делува на загубата на трейдерите. Секој може да има и најдобра стратегија на светот, но ако емоцијата ги контролира одлуките, тогаш акаунтот нема да преживее. Да видиме кои се главни емоции во трейдинг, како стравот ги уништува трейдерите и како професионалците ги контролираат нивните емоции. Како да развиеме трейдер мајндсет. Ќе почнеме вака. Главни емоции во трейдинг. Како стравот не уништува. Како професионалците ги контролираат емоциите. И како да развиеме трейдер мајндсет. Да видиме прво што се емоции како емоции. Емоциите во трейдингот се јавуваат кај секој трейдер. Дали сме на почеток во трейдингот, дали се наоѓаме во некоја блага средина, или пак и професионалците, секој човек има емоции. Па така да, кога се најдуваме во трейдинг, трейдингот ги активира следните емоции. Стрес, паника, допамин, адреналин и слично. Секој трейдер, секој трейд односно, има свој ризик, носи неизвестност, и може да заврши или со профит или со стоп лос. Нашиот мозок е програмиран да ги сака
убавите нешта. Тие убави нешта се сигурност, контрола врз нешто и избегнување на болка. Но, маркетот нажалост не е предвидлив. И не гарантира ништо. Затоа, кај трейдерите, емоцијата секогаш станува се поголема и поголема. Главни трейдинг емоции ќе започнеме со болката, односно стравот. Најголемата емоција во трейдинг е стравот. Како изгледа стравот? Стравот во трейдингот изгледа така што секогаш се јавува прерано затварање на трейд. Не влегуваме во нашиот сетап. Поместуваме стоп лос. Панично го затвараме трейдот. На крај, секогаш хистерија. Пример. Имаме сетап, се е валидно. И нашиот мозок. Но што ако изгубам? Тогаш си даваш одговор на своето прашање, не влегувам. А маркетот, риск ревард 1:5, без тебе. Алчност. Алчноста како емоција се јавува кај трейдерот така што секогаш сакам повеќе профит, зголемува лот и секогаш истото си го вика. Уште еден трейд. Последиците на тоа, овертрейдинг, преголем ризик, ликвидирање на акаунт и кршење на правилата. Алчноста го прави трейдерот да се осеќа непобледлив, а маркетот брзо го казнува егото. Кога се случува ревенж трейдинг, најчесто се јавува после загуба. Трейдерот како трейдер сака да ги врати парите веднаш. Почнува импулсивно кликање. Рандом влезови. Непредвидлив лот, кој не може акаунтот да му го искрепи. Емоцијата не е сакам квалитетен сетап, туку морам да вратам тоа што загубив. Е ова е екстремно опасно. FOMO. Fear of missing out. Секогаш кога ќе видиме дека маркетот заминува без нас, односно нашите очи гледаат преголеми свеќи, моментум, кршење на претходни врвови или дноа и влегуваш веднаш во самата свеќа. Но тоа е касно. А најчесто се случува баш на врвот да влезеш во бај позиција. Професионалците што ги дели од сето тоа и затоа се професионалци, секогаш го чекаат својот сетап, а почетниците трчаат по маркетот. Overconfidence. После неколку добитни трейдови се јавува една интересна емоција. Трейдерот мисли дека го има разбрано маркетот. Па почнува да игнорира правила, да поставува некои екстремни лотови и да прави едно 20 до 30 непромислени трейдови. Еден добар ден
не значи дека си професионалец. А исто така и еден лош ден не значи дека неделата ќе биде лоша. Ајде да ги запишеме овие, да можете полесно да ги сватите. Страв како емоција во трейдинг. Карактеристично за нејзе е да не бидиме хистерични. Да не се плашиме од загуба. Доколку имаме валиден сетап, влегуваме во позиција. Без разлика дали ќе добиеме или изгубиме. Алчност. Алчноста како емоција не треба да сакаме профит поголем лот да сакаме да имаме уклучен во нашата игра или да бараме уште тредови. Доколку добиеме профит и сме го испочитувале нашиот план, за нас денот е завршен. Ова треба да се почитува за да не се јавува алчноста, бидејќи маркетот дава секој ден, буквално секој ден прилика за да можеме да искористиме во наша полза. Никогаш не треба да сакаме да правиме по 4 до 5 трейдова, бидејќи некогаш доволни се 4 трейдова за цел месец. Затоа, доколку постанете алчни во овој бизнис, ќе имате проблем со премногу загубени акаунти. Revenge трейдинг. Што се случува кај revenge трейдинг? Трейдерот најчесто сака да го врати тоа што го изгубил, но веднаш подобиен стоп лос. Овде се наоѓаме веќе во проблем. Доколку немаме прилика и веќе сме добиле стоп лос, прво што треба да направиме е реализација, односно да го погледнеме трейдот, да го разгледаме целокупно зошто сме добиле стоп лос. Стоп лосот секогаш кога ќе го добиеме, за него има причина. Доколку веднаш се вратиме во трейд и поново тргуваме за да го покриеме тој стоп лос, секогаш ќе добиеме уште еден. Просто едноставно затоа што не влегуваме со фокус, него влегуваме со помисла сакам да вратам. Тоа нашиот мозок го смета како морално. А моралното е смиреност, фокусирање на маркетот и барање нов сетап.
FOMO. Fear of missing out. Ова емоција најчесто се јавува кога прв пат се среќаваме, односно кога сме во почетоците на трейдингот. Бидејќи самиот мозок се уште не е навикнат на чартот и на свеќите и на движењето на самата цена, поготово ние што тргуваме злато. Интересни се тие почетоци кога се јавува фомото како емоција. Зошто? Бидејќи на самиот почеток кога ќе видите движење на свеќите по 10-15 долари, односно 100 до 150 пипа една свеќа, се случуваат брзи брейкаути, пребрзи манипулации, а и исто така брза дистрибуција. Не секогаш тие ќе бидат вистински, бидејќи таквите движења, брзите, се токму предвидени за да ја создадат оваа емоција, за да може маркетот да те навлечи дека ќе замини без тебе. И што прави трейдерот? Прекасно влегува во трейд. Неговиот стоп лос 200 пипа. Доколку си влегол со лот, поздрави го акаунтот. Маркетот никогаш не бега, бидејќи секоја експанзија има своја корекција. На секоја корекција следи тест. Затоа маркетот ќе го даде за тебе моментот за да влезеш во трейд. Не треба да обркаш. Затоа, како што спомнавме, професионалците го чекаат својот сетап. А почетниците трчаат по маркетот. И исто така, она интересна емоција кога се јавува кај трейдерот дека после 2 добитни дена, односно завршување на деновите 2 дена со ред во профит, тој мисли дека е еден од најаките трейдери на светов. После неколку винс доаѓа преголемата самодоверба. А што се случува кај самодовербата? Трейдер како трейдер си вика, па добро, више све знам. Зошто ми се овие правила да ги користам? А можам и малце да зголемам лот? Или да направам случаен трейд на среќа? Трейдингот не е бизнис каде што после 2 профитабилни дена ќе станете вистински трейдери. Трейдингот е бизнис каде што се гради план, каде што се дава акција и каде што се стигнува до целта. Секогаш почитувајте ги вашите правила. Следете го вашиот трейдинг план. За да не бидите во 95% од масата на луѓето, односно на трейдерите. Затоа, кога ќе седнете на чарт, обидете се да седнете со контрола на вашите емоции. Бидејќи
еден или два дена добри да те прават професионалец. Нажалост. Да видиме од каде доаѓа стравот во трейдингот. Првично, кај трейдерот се јавува страв од губење на пари. Нашиот мозок е емоционално врзан за парите. Бидејќи кога заработуваме плата, треба да одиме 26 дена на работа за да земиме плата. Нашата плата нека изнесува некои 700 евра. А кога се наоѓаме пред чартот и правиме профит од 50 евра, викаме, не, ова малце ми е, сакам 100, сакам 200. Проблемот во мозокот е емоционалност. Бидејќи кога ќе ги добиеш тие пари, се чувствуваш поносен, но имаш страв истите да ги изгубиш. Второ, страв од неуспех. Многу трейдери го врзуваат трейдингот со сопствената вредност. Кога ќе добијат стоп лос, јас сум лош, јас не можам да успеам во ова не е за мене, бараат да избегаат од успехот. Но стоп лосот е нормален дел од бизнисот. Како стравот ги уништува перформансите? Стравот ќе ти даде некакво движење каде што ќе те навлече да влезиш прекасно. Но исто така ќе те натера да излезеш прерано. А некогаш во најдобрите сетапи тебе те нема. Затоа секогаш пратете го вашиот сетап. Поставете тек профит и стоп лос и буквално тргнете се од чарт. Нека цената и маркетот си го направат своето. Најлошо кај стравот е што еден ден пратиш правила, а другиот ден паничиш. Така не се поведуваат емоциите. Така не можеш да контролираш емоции. Затоа да видиме како професионалците ги контролираат нивните емоции. Тие ги контролираат емоциите така што секогаш имаат јасен ризик менеджмент. Зошто? Бидејќи кога ризикот е премногу висок, емоцијата се повеќе расте. Затоа професионалците ризикуваат од 0,25% максимално до 1%. Зошто го прават тоа? Бидејќи некогаш има движење екстремно. Значи, збориме каде што цената може да движи по $200-300 во ден, а некогаш и по 400-500. Како што сме имале такви случувања на маркетот, кога имаме ескалирање со војни, кога имаме немири во светот и слично. На такво движење и со 0,25%
ризик, ти ќе направиш профит. Но твојот ум е мирен и немаш стрес. Секогаш имаат план пред трейд и после трейд. Пред трейд се знае точен ентри, каде се наоѓа стоп лосот, каде тек профит, и каде се случува invalidation. Односно, каде ќе биде нивниот partial, кога цената ќе се врати или каде ќе биде нивниот реентри. Се мора да е кристално јасно. Затоа, ако размислуваш додека трае трейдот, нажалост, емоцијата ќе те победи. Секогаш прифаќаат стоп лос. Стоп лосот е нормален трошок во овој бизнес. Тоа ви е исто како да плаќате кирија, сметка за струја или, не знам, снимате некоја добра епизода, па плаќате маркетинг и слично. Трейдингот, односно трейдинг лосот или стоп лосот во трейдингот едноставно ни дава до знање дека тоа ни е заштита за нашите куршуми и за нашиот капитал во овој бизнес. Затоа мора секогаш да го користиме и да го прифаќаме. Бидејќи ако не користите стоп лос, знаете што може да се случи. Од процес до профит. Почетникот вика колку заработив денес, а професионалецот се запрашува дали го следев планот до крај. Секогаш става фокус на процесот. Бидејќи ако имате јасен процес и јасен план, профитот доаѓа сам по себе. Фокусот на процесот носи конзистентност. А фокусот на пари носи само емоција. Следно што прават е журналинг. Trading Journal помага да видите емоционален патерн. Да откриете грешки. И да контролирате импулсивност. Секогаш запишувајте како сте се осеќале пред да влезете во трейдот, како се осеќате за време на трейд, кои емоции ве провладуваат, зошто сте влегле, дали си паничел, дали си имал страв, дали си го следел едноставно планот до крај. Затоа постои журналинг. Трейдингот, доколку прифатите
како борба против маркетот, секогаш ќе бидете поразени. Трейдингот е борба против емоции, против егото, против импулсивноста, борба против трпението и против дисциплината. Кога ќе научите да останете смирени, дисциплинирани и конзистентни, тогаш доаѓа вистинскиот напредок. Најдобрите трейдери се оние кои што остануваат емоционално стабилни и го извршуваат планот без паника, а не оние што никогаш не го губат. Control your emotions or the market will control you. Ве поздравувам до следна епизода. Имајте прекрасен викенд. Поздрав!